Денес го имаме Тони Цифровски. Тони Цифровски е новинар и ќе зборува за разносексуалноста во кинематографијата од поширок аспект, ако разбрав подобро, ако те разбрав добро, Тони. Значи темата е различна и пристапот, јас мислам на самото предавање ќе биде денес нешто поразличен. Вчера имавме академик кој што беше на прилично академско ниво и за некој нас можда потешко за пратење, но во секој случај беше многу интересна лекција, но денес е со еден малку поинаков пристап. Ќе се осврнеме на едно малку поинакви теми, но сепак мислам многу интересни. Јас не ќе да должам многу. Вчера ние се представивме и горе-долу се знаеме сите кои учествуваме, освен покасно кога ќе имаме време за дискусија, јас би сакала сите вие кои што ќе се вклучите, ако сакате можете и тогаш да се представите. Сега мислам да не должиме многу и да му отстапиме на Тони да почне со предавањето. Денес не да должиме и морам да кажам колку вчера, значи ќе бидеме пострикни со време и ќе завршиме на време, максимум до 1:30, а може и порано ќе завршиме. Така, Тони? Верувам дека и порано ќе биде, затоа што ќе бидеме концизни, ќе знаеме што сакаме да кажеме, а верувам ќе успееме да го кажеме тоа, па можеби ќе се согласиме. Така, јас само да кажам дека Тони е уредник на културната програма на Радио Скопје, а инаку е исто така и филмски критичар кој што долго години се занимава со филмот и пишува и работи на тема филмска критика и зборува. Ето, повели Тони. Благодарам. Драги мои пријатели, се надевам дека ќе се подружиме малку и ќе поразговараме за еден сегмент на начин кој што ќе ни овозможи да си дојдеме до некои заклучоци или можеби она за што ќе зборуваме на вистински начин некаде и да го примениме. Инаку, често пати кога сакаме да зборуваме за нешто, а од некоја причина ни е непријатно, се чини дека најлесно е проблемот да го оддалечиме од себе, да го прикажеме како туѓ и за него да разговараме од безбедна дистанца. Не знам дали сега сме на безбедна дистанца, но да видиме. Во обичниот муабет со блиски луѓе тоа е најчесто представено со користење искуства на познаници или прераскажани нешта, ставени во функција на онаа народна мудрост: ти зборувам ќерко, сети се снао. Во ситуации на условно речено поинтелектуално окружување во минатото таа можност ја давале книгите. Но денес, како најсоодветна можност да се соживееме со нештата што ни интересираат и да побараме одговори на прашањата што и не можеме да ги изустиме често пати, е со нив да се соочиме преку уметноста која е спој на уметностите. Седмата уметност или во случајов филмот. Поради спецификите во кои живееме, условени пред се од нашето окружување кое има своји типични предрасуди, гледишта, ставови, судови, неоснован отпор кон се, пред се предизвикан од стравот кон непознатото. Се чини дека за најлесно соочување, анализирање и прифаќање на нештата може да ни послужат остварувањата од нашата, но и нам блиските по менталитет соседни кинематографии. Овој пат, последниве минути предлагам во фокусот на нашето нагледување да бидат филмови кои за тема ги имаат прашањата за хомосексуалноста, трансродовоста, транссексуалноста. Токму затоа и предлагам неколку примери да побараме низ филмовите реализирани во земјава и регионот во последните 10 години. Но пред тоа, како еден мал вовед, да се подсетиме на само неколку автори и наслови кои многу порано, веќе 5 децении, донеле револуција за овие теми во светски рамки. Екранизацијата, да речеме, на романот на Томас Ман "Смрт во Венеција", во режија на Луикино Висконти од 1971 година, ја доловува опасната фасцинираност на еден композитор од тинејџерот што го среќава. Мюзиклот "Кабаре" на Боб Фос, една година подоцна со Лајза Минели и Мајкл Јорк, не поведе во декадентниот клуб Кит Кет во нацистичкиот Берлин. Вилијам Харт доби Оскар за улогата на геј затвореникот во американско-бразилската копродукција, филмот на Хектор Бабенко, Батнежот на жената Паја, од 1985 година, во кој главниот лик го скратува времето во затвор, раскажувајќи му на цимерот, стрейт политички затвореник, две испреплетени фиктивни приказни, при тоа додворувајќи му се. Ваквото пошироко прифаќање на сториите за истополовата љубов кај најпопуларната филмска награда продолжи со Оскаровскиот подвиг на Том Хенкс, чиј прв Оскар беше круна на достигнувањето во драмата за пациентот заболен од сида во филмот Филаделфија, 1993 година, за да кулминира со 3 Оскари од 8 номинации за вонвременската романса за забранетата тајна љубов помеѓу двајца глобојци, планината Броудбек во режија на Англи, со Хит Леџер и Джейк Джиленхал во главните улоги, реализиран во 2005 година.
Во 2009 Том Форд доби ласкави критики за филмот Самец, во кој Колин Фирт го толкува човекот осамен по смртта на неговиот партнер, а за што понесе и Оскаровска номинација. Реализирани се и голем број биографски филмови кои зборуваат за светските икони како француската драма Ив Сен Лорен, посветена на познатиот дизајнер, или пак Среќниот принц на Руперт Еверет, кој и го толкува ликот на Оскар Уайлд во оваа британска биографска драма од 2018 година. Кога сме кај Руперт Еверет, тој беше носител и на номинации за Златен глобус и Бафта за епизодната улога на геј пријателот на Джулија Робертс во комедијата Венчавката на мојот најдобар пријател од 1997 година. Оскарот за најдобар филм во 2016 и припадна на афроамериканската геј драма Месечева светлина во режија на Бери Дженкинс, приказна за откривањето на идентитетот и сексуалноста кај младо црномуресто момче низ неговите детство, адолесценција и созревање. Од женската страна на приказната, за пример да ги земеме двете остварувања во кои игра оскаровката Кейт Бланшет, крими-драмата Белешки за еден скандал на Ричард Ејр од 2006 година за платонската наклонетост меѓу две професорки на коледж, која поприма несакани последици, Джуди Денч ја толкува другата улога, или пак романсата Керол на Тод Хейнс, кој не навраќа во 50-тите години од минатиот век во Њујорк, раскажувајќи за интимната врска на една фотографка со постара жена, ја толкува Руни Мара. Двата филма се всушност екранизации на успешни романи. Во европски рамки тука е секако и тричасовната француска романтична драма Сината и најтоплата боја во режија на тонижанецот Абелатив Кешише од 2013 номинирана за Златен глобус. Оскар за странски филм во 2016 доби чилијанската драма Фантастична жена на Себастијан Лелио, приказна за Марина, трансродовата жена која работи како келнерка и пејачка во ноќен клуб. Ако пак бараме автор, пример за автор кој во светски рамки оставил печат токму со олеснувањето на прифаќањето на човечкото и нормалното во светот на хомосексуалците, транссексуалните и трансродовите лица, тогаш шапката неминовно мора да ја симнеме пред шпанскиот синеаст Педро Алмодовар. Неговиот свет на бои и ликови што пленат со својата посебност, без оглед на ограничувањето од општеството, буквално пленат низ сите негови филмови. Она што Хичкок го направи суптилно со ликот на Норман Бејс во хоророт Психо е сосема спротивно од отворениот и храбар триот на Алмодовар во филмовите како Законот на желбата, Високи подпетици, Се за мојата мајка, Лошо образование. Потсетивме што во светот на филмот значеше можноста да се зборува за овие теми, низ примерите од последните 5 децении, повеќе како наслови некој избор од нив. Оно што кај нас на вистински начин се шири во регионот започна да значи можност да се зборува на овие теми и, како што ќе забележиме понатаму најчесто преку примерот со Бобор, го донесе филмот Парада, сценарија на Срџан Драгоевиќ од 2011 година. Оваа комедија, која што беше подпомогната и од нашиот филмски фонд, е еден од оние примери во маркетингот кои докажуваат моќта на рекламата од уста на уста. И затоа не изненадуваше што го постигна кај нашата публика. Но пријатно изненадуваше дека во својата суштина има тема која е неблагодарна за обработка на наши конзервативни простори. И од тој аспект наблюдувано, привлечените симпатии на овдешната публика ги надминуваат кинематографските придобивки. Мислија може би слична на таа што во записи драмата на англишка споменавме пред публикувањето на успех. Но, тај предмет за елаборација на следобрати. Да се подсетиме на Парада, филмот на Срđan Dragojević. Imam poslovni predlog. Da čujem. Da štitimo vas, bolesnike! Čekaj, ti si išao kod te životinje. Razgovarao sam sa Biserkom. Stvarno me toliko voliš. Ništa ne obećavam, ali probat ću napravim ekipu Van Beograd. Očite! Ljube, bre, u pičku, baci me! Halo, bre, s normalno! Ostavi to! Majstore, staniš, stavi, molite, brate! Ostala samo ova soba, ali krevet je king size. Sam brodu povlači pravom, rekao si svima znanim još jedna furiš. Čekaj me u koli. Evo, šta ćete popiti? Dvije pive. Donesi bilo koja da bude srpsko. Žiću di je Marija Robinson, sve što ima. Gdje si, pičko ustaška? Lito je bilo 92. Ja sam ti dobio neki proliv, 3 je dana curilo iz mene. Pa žili. Kako će kauze? Toliko mi je bio simpatičan, bilo mi je žao da ga rok. Ujo! Ljudi, ja takvu radost na licu nikad nisam vidio. Voli čovjek guzicu pa to. Šta sam ja
ja tražio, a šta sam dobio, a? Šta ti vole, Ibrahime, spusti tu tanđan. Pusti! Pa mali povrkovo kad je pakovo. A šta zna, djete ima 7 godina. Ljudi, ali imate dalje... Maš do pičkom limu! Seštenika! Šta je ovo? Ti čuli za nenasilnu komunikaciju, a? O, vidi Ustaše! Pa gdje si Ustaše? Pa vidi četnika, vidi Ustaše. Samo vam još peder, hvali. Ne hvali. Ej, opet čekate na to, a? Limun! Ima neko protiv koga limun nije rato? Pravi srpski ono. Ali je baš srpski. Ovaj naš nosi poklone. To je pravi kriminalac. Mamu ti jebem šošos, a ne mi. Reci mi, Azem, jel ti znaš šta su to seksualne manjine? Znam. To ste vi, Srbi, tako? Podelit ćemo se u parove. Hoćeš da ja, Azema? Jeste vi pederi? Ne. Zakuni se, moja zvijezdo sreće. Rekli smo jedan normalan i jedan peder. Danas niko rastaviti neće. Morao sam da prihvatim taj posao. Hvala ti, Bože, što nisam stric. Ja sam štitim tu paradu. Budi strašan. Štiš pederčin? Štiš bolesnike? Limune, a di je meni peder? U borbi je najvažnije da protivnika gledaš tu. Zajebavaš! Ne. Posle pevaljke i ratnih profitera, srpski heroj, lim, čuva, peder. Krećemo od tačke X. Odatle imamo par stotina metara te njihove šetnje. Ovo je za tvoje ortake. Da nas ne diraju. Kad ćemo ponovno ostatak ekipe? Radim ja na to. 100 pandura na 2 sata da sve prođe u miru. Jebi se, čale. I ti njihove pare. Izdam materine jarani ko konj dok me svi jebu. Hoćeš sportski centar? Tvoje. Imaš još nešto da mi pomeniš? Ovim novim klijentima moraš i da popušiš, jel tako će? Čujem da je ona tvoja opasna moralna završnica. Ostavi mog sina na miru. Limun, nesto, gdje ću se jako ući po Beogradu? Evo što su, sutra ćeš da se prošetaš gradom kao pravi peder. Ivane, stavči na 7. 7 veličanstvo. Најважната работа во филмот Парада, филм што ја раскажува приказната за навидум неспоивата комбинација на локални криминалци кои се ангажирани да се грижат за безбедноста на парадата на гордоста на локалната геј заедница во Белград, ја завршува сценаристот Срđan Dragojević кој што е и режисер на филмот. Именно одењето на работна прифатливоста согласно ограниченоста од менталитетот на балканските простори, Dragojević го разрешува со користењето на сиот расположлив комичен арсенал. Хуморот во дијалозите е до таа мерка внимателно одбран, што успева не само никого да не навреди, туку и од секого, вклучително најголемите поританци, да измами насмевка. Главните артисти во филмот повеќе или помалку имаат работа со карикирани ликови, ставени во типизирана предложка. Имајќи предвид дека тоа не е случајно, некои од нив остваруваат и вклучително уверливи ликови, пред се Христина Поповиќ и нашиот Тони Михајловски. Во рамките на своите стандарди и редовниот соработник на Dragojević Никола Којо, улогата на Лимун, како и носителите на ликовите на машката двојка Милош Самолов и Горан Јефтич. Сите овие елементи на филмување создаваат остварување кое е испишано на филмски јазик разберлив за пошироката публика, со јасна комерцијална претенциозност, но и со порака која ги парадира различностите и нивното прифаќање како вистинска цивилизацијска придобивка. Еден сосема поинаков пример од регионалната кинематографија ни доаѓа од Хрватска. За нас значајно е работени во македонско-словенечко-чешка копродукција. Во 2006 година филмот Уставот на Република Хрватска на Рајко Грлич ни го представи видувањето како една комплексна студија од изгравирани карактери, како да го гледаме што се вели Алмодовар на балкански начин. Trudio si se. Ali ja sam žilavo kopile, tata. Profesore,
vas, ali kod nas i susjedi to rade badava. Jako ste lijepi, Katarina. Čujete? Vi ste korov. Zato što sam Srbin. Da. Nama treba novi ošta. Državu koju neće biti ni Srba, ni muslimana, ni cigana, ni židova, ni šiptara, ni pedera. Muka nikad ne prestane do kraja. Pratite do smrti krivica. Taj osjećaj da se iznevjerio. On je bio moj sve. Jeste li se ikad htjeli ubiti? Puno puta. Ali život je lijep. Веднаш да разјасниме дека она што го кажав пред малку за споредбата Алмодовар на балкански начин, оваа паралела е само одредница за тематското приближување на прашањата за различноста во стилот како што тоа го прави големиот шпански сценарист, значи само во функција на комплимент на она што да работи Грлич. Професорот Краљ, освен што се грижи за својот татко инвалид во филмот, всушност родител со кој што живее, понекогаш сака да се облекува како жена. Соседите, полицајецот Анти и медицинската сестра Маја си го живеат својот живот некој кат подолу во истата зграда. Испреплетувањето на нивните животи, како што само случајноста знае да ги намести коцкичките, е приказната која по стартот ќе ве трогне до срж. Борбата но пред себе соочувањето со предрасудите, омразата, без оглед дали на национална или сексуална основа, различноста, верска или каква и да е, ко сценаристот Анте Томич, автор на романот, според кој Грлич го сними своевремено Караула, ја води на исклучително суптилен, топол, човечки начин со хумор и таму каде што само на прв поглед не му е местото. Оружје му се филигрански прецизните диалози и ситуации во кои ништо не е вишок. Дури и малите, намерни или не посвети на остварувањата кои ја бележат различноста на сексуалниот избор како Филаделфија на Джонатан Деми, што ја споменавме со Том Хенкс, или некој од насловите на горе споменатиот шпански сценарист, се само во функција на градењето филмска човечност. Докажаниот српски театарски, филмски и телевизиски артист, кој што за жал веќе не е меѓу нас, Небојша Глобовац, во улогата на професорот Краљ, односно неговото второ лице Катарина, со сигурната и недвосмислено убедлива трансформација доловува едно од своите најдобри остварувања на големиот екран. И додека нашиот добар познаник Дејан Ачимович, од Грбавица преку предмалку гледаниот инсерт од Парада до Илузија или Балкан Кан, со леснотија ги краде симпатиите за ликот на полицаец со српско потекло Анте, потоа пун погодек е изборот на Ксенија Маринковиќ, која плени со шармантноста како неговата сопруга Маја. Да не го забравиме и Божидар Смилјанич како неподвижниот татко на главниот лик, а во епизода во полициската станица се појавува и нашата Јелена Јованова. Музиката е на Дуке Бојаджиев, а Јосипа Висац во навременски опер темата од филмот Зборот што не навреди. Но, навистина комплексен филм што функционира по сите основи. Прославениот хрватски режисер Рајко Грлич со Уставот на Република Хрватска го заслужи извикот од насловот на својот филм од пред 40 години. Браво, маестро! Инаку, што се однесува до македонската кинематографија и примерите кај нас, тоа што своевремено беше династија за светската телевизиска порака во 80-тите години на минатиот век. Во оваа серија, ликот на Стивен се чини беше првиот деклариран хомосексуалец кој што се појавиваше во една така висока продукција. Кај нас, на телевизиското поле, она што значи допир со овие теми го донесоа двете сезони на серијата Фамилијата Марковски, но и во комичната серија Преспав, каде што ликот што го толкува Васил Зафирчев ќе ни послужи за следните примери и некои паралели што предлагам да ги направиме во однос на приодот кон темата. Од една страна да се служиме само со хумор, од друга страна само со драма. Значи, токму на примерот на членот на ансамблот на Народниот театар од Велес Васил Зафирчев и неговите два лика, оние градени во Преспав и тој што е во филмот Соба со пијано на Игор Иванов Изи. Но предлагам прво да го видиме сето она што неговиот умористичен приод кон ликот го носи на телевизиските екрани во Преспав.
Море некој си не одма провере. И Марио, види ја змијата, еве. Срам те било ти идиот, Костадин. Зашто човек плаши, може умре. Коста, чим си толку фраjer, ајде прв да се симнеш да провериш доле на рецепција. Ајде те касте, нема да ти биде први пут, може да си стекнувал имунитет. Ајде, од едно змијулче ке се плашам. Сега ќе ви ја донесам набодена на ражен. Марио ќе ја сготви. Не кухам змije. Dobro večer. Ja sam došao za... Знам, па сигурно не си тука за убаво. Гледам имаш некоја мака. Остави го бе талат, тој си пегла, нема да ни смета. Дојди, седни да ти кажам нешто. Слушај да ти кажувам една работа. Јас не зимам пари, не сум од тие. Мене силата ми е дадена од горе, да им помагам на луѓето. Добро, баш е лепо. Да. А ти што сакаш? Разбивање на уроци? Магија за љубов, за ова, за она, за нешто? А имаме и уште една нова услуга, магија на смартфон. За љубов. Ау, гледам некоја млада женска ти е у срцето. Па nije baš tako. О, nije mlada? Ne je, ono drugo to je. Сега ми е јасно. Слушај да ти кажам. Педерската магија е малку потешка, ама саќа и таа. А ти што сакаш? Da budeš zauvijek moj. Убаво. Ајде, запиши све што ти треба. Вака сега. Ќе земеш од тој што ти е у срцето еден нокт. Нокт? Па нели си ги сече ноктите? Ма сече ги, а што у џубреторите му претражу. Добро бе. Тогаш земи од него еден пар гаки. Ама да не би да чисти. Прљавите гаки, нема шанси. Па како мислиш бе ти ја да работам? Мене ми треба ДНК. Ајде, земи едно влакно. Влакно? Да, ако е одолу, подолу. После еден црвен навртен конир. Плава монистра. Плава монистра. И ќе наоѓаш од црна кокошка пердув. А где да наđem црна кокошка? Добро, најди било каква кокошка, ајде. И пишувај уште. Око од риба. Рибиното око. Да, варено јајце. Вареното јајце. И 300 евра у плик. 300 евра? Па нели беше без парима? Па нели сум ти кажала дека тие пари не се за мене, ја не зимам пари за мене. Тоа е за магијата, колку да фаќа. Тако, јасно. Значи, спасителот е да поискаш да се удавиш обаче. Wow, šefe, Brkovi su ti malo retro, zato tijelo, ko valjano. Ja bih te odmah sliko za Billboard za prespot. Марио. Па ја искрено не би трошила меморија у телефон за таква слика. Вака слободна проценка, 6 лајкови и милион коментари у инбокс. Кај го најде Чичево, ма? Kaj ćete popiti? Mineralna voda. Što ima za ručak? Danas imamo telećušnicu s povrćem, alternativno tavčeto na gravče. Može, tavče, gravče, može. Super. Makedonsko to tavčeto na gravče stiže odmah. Dobro. Kak se vi osjećate, mislim, nakon onoga kaj vam se dogodilo ovdje? Na što mislite? Pa mislim na onaj vaš incident sa srcetom. A vi me se uopće ne sjećate. Pa nešto ste mi poznat, така матно, nešto se sjećavam na vas. Da, kako некој духовен човек се шетате со некој так библиско писание на кирилица и го гледам, ама не можам да прочитам што пишува. И тоа.
Odakle vi imate amneziju? Totalna. Jadan čovjek. Totalna. A da me prašam nešto? Jasne. Imate li vi tuka nekoj komši taka što vršat iskupuvanja? Ovako, imamo mi jedan komšija, a on stalno nešto kopa dok si ne iskopa grob. Kako grob? Imamo više kandidate za to. Ja sve prašujem, da li naođate nešto? Neko artefakti? Nalazi. Što, artefakti? Rakija. To je jedini artefakt koji njega zanima. Ako sporaveke rakija časti po nekoj, a? Ebe vi go artefaktor. Lično i personalno. Gle, imate vi svoju rakiju, kaj se tražite? Ne, ovo je za posebne prilike. Ja ostavim tuka da si da je ta tvoja tablja, taj. Значи го видовме она што значеше можност да се подсетиме на стварувањето на ликот на Марио, што Васил Зафирчев го донесува во телевизиската серија Преспав. А сега предлагам повторно негов лик на еден сосема поинаков начин изграден, низ филмот на Игор Иванов Изи, Соба со пијано од 2013 година. Збир од неспојди карактери, чија апсурдност на мечтите и нивното неоценување по игра на случајот ги довела во хотелот со единствената соба во која што има едно заборавено пијано. Режисерот Иванов трагата пушти една приказна со урбан предзнак во случајов вршувани со работката со нашата авторка Жанина Мирчевска, донесувајќи грст приказни случајни токму во собата со пијано. И веднаш од $1,000,000 на Вендерс, ниту има 4 соби како оние на Андерс Роквел, Родригес Тарантино, ниту во него се случува масакр на примерот на Полански. Соба со пијано си има своја приказна атмосфера и нарација, која обидот за споредба со некој од погоре наведените или слични наслови го прави сосема непотребен. Иванов успешно води низ неговата рапсодија од карактери, не дозволувајќи во ниту еден момент позначајно излегување од навидум слободното темпо на филмот. Поврзувањето на приказните низ собата со пијано е преку ликот на собарката, потолкува Наташа Петрович, која на својата мајка во Русија и пишува идилични писма лажно, обојувајќи ја приказната на својата сушност, неуспешност и осаменост. Нејзини гости се млад, брачен пар без деца, некогаш мощно успешен пијанист, човек со двоен сексуален живот, странци со љубовна афера, камионџија со неговиот син, потенцијални купувачи и инвеститори. Ваквиот концепт базира врз епизодни актерски остварувања и оправдано интернационалниот кастинг представува неколку вистински артистички бравури и пред се повторно значи Васил Зафирчев, кој како Ира донесува лик достоен на најдобрите во опусот на еден Алмодовар. Ние ги одбравме токму трите сцени што ја доловуваат и заокружуваат приказната за Ира во она што како остварување во Соба со пијано на Изи го донесува Васил Зафирчев. Да го видиме. Здраво, јас сум. Слушај, имам состанок. Не ме чека. Ручајте, важе. Не знам, мислам дека ќе трае. Не знам, имаме стручен совет, после сме со овие од бордот. Сигурно после ќе одиме на вечера. Кажи ми што прават децата. Океј. Ćao. Ира сака млади, зgodni деца кои играти викати ира. Ира,
sve što sakrije, ima sreća i lesna banka, igra, opasno igra, I feel love. Damo vam. Gospodina Vučkovića na sastanak. Če mu prenesem da me pobere. Da, znam, no сега не е възможност, да страшна гужва е. Ajde. Počekajte. Da. Ne, danas moram hitno na teren. Vidite, ispadne nešto nepredvideno. Ne, potom odam na pad. Da, utra. I благодарам. Приятно. За 15 минути пред хотелът, да.
razum. Maja, slušaj, Maja, ima sobrećajka. Dobro se, dobro. Ne, ja sam službeno tako hvala bev. Ma jedan kratenni ugled. Hvala Bogu što izvlikov me živi glavi. Ništa ne. Do сега bev u bolnici. Kako da ti se javam, do сега bev. A dobro su, ne i ništa strašno. Imam samo nekoliko grebanica, drugo to je okej. Da. Da. Ja сега će se dovedam za pola sat. Ne, taksi će se. Što pravate sad? Dobro. Dobro. Evo dođu. Gospođo Vučković. Dobar den, gospođo. Ovdje jedna poznanička na vaš suprug. Imam jedna poruka od nego. Za vas, gospođo. Znajte da me zamoli da vi prenesam nešto. Vaš suprug danes odpadува во трета земја. И рече да ви пренесам дека повеќе нема намера да се врати. Далеко е отиден. Мислам дека нема смисла да го барате. Тој уште ми рече да ви кажам дека сите работи ги има средено кај адвокат кој за неколку дена ќе ви се јави. Не е никаква шега, господјо. Ало? Ало? Kako stira?
Се јавувам во врска со вашиот оглас, господине. Дали сте заинтересирани за една кратка посета? Да, вечерва. Само да запишам. Кажете. Не се вред, господине. Што се несува до пари, ќе се договориме. Луѓе сме, нели? Се надевам нема да ми забележите на должината на инсертите, меѓутоа исто така се надевам дека успеваме да ја доловиме она целина која што треба да ни помогне на вистински начин да се соочиме со нештата. Дали ќе одбереме она што ќе значи хумор или драма, ќе ми кажете подоцна. Би сакал уште два сегмента, два филма, како своевидни примери, дали за ова за што зборуваме да ги посочиме. Соба со пијано режисерски, рековме, е со подписот на Игор Иванов Изи, кој што се јавува како кост-сценарист на филмскиот првенец на, по случај исто така кост-сценарист и режисер Дарјан Пејовски. Дарјан Пејовски го сними 3 дена во септември со одличните Ирена Ристичи и Камка Тоциновски во главните улоги. Приказна која што нема директна поврзаност со темава на одреден начин, меѓутоа укажува на нешто што може да биде прочитано меѓу редови, останува да се насети и останува дилемата се случило или не се случува или не. Ке се случи или не. Станува збор за приказна за две жени што се среќаваат во восич и што судбини се испреплетуваат, расплетувајќи ги клопчињата на интимните судбини на секоја од нив. Нивните антихеројски, како Анти, Телма и Луис, тандем примери, слободно може да се вбројат во најдобрите женски роли реализирани во нашата кинематографија, и додека ликот на Тоциновски што го допрал социјалното дно навиду ми носи на актерката еден вид олеснување во градењето на ликот, умешноста на Ристич во својата прва голема улога на филм да се справи со само на изглед малиот простор за нюансирање води до катарзична уверливост што плени. Хемијата меѓу двете играчки на судбината е најсилното оружје што никого не остава рамнодушен. Еве како изгледаше тоа на филм, а дали има и нешто повеќе, останува да заклучи секој од нас. Не сум била со години. Девојката се појави и ме замоли да преспијам. Јас помислив дека тоа е супер идеја. Големо друштво ќе бидете или само ти, девојчето? Баш убавте. Тука си игравме. Учевме да пукаме. Ти знаеш да пукаш? Мислиш дека некој што убил еднаш ќе сака да убие пак? А единствениот полицаец во радиус од 100 километри го излажевме дека сме стари пријателки. Утре ќе си бегам. Мислам дека тоа не е добра идеја. Пуште. И до вечер да те нема. И заборај дека си била овде, дека си ме сретнала. Каде? Не знам. Ја се барам. Ти заврши викендот. Има и потерница за тебе. Ме боли кур. Сигурно кефат. Цело време мислам дека јас сум крива. Имам план. И ни приостана само уште еден пример од оние што мислев на вистински начин да ни доловат атмосфера за проблемите од областа за која што денеска зборуваме. Филмот ни доаѓа изненадувачки од Косова, станува збор за романтична драма со многу хумор, филмски првенец на Блерта Зекири. Успеа дури и со наградите на Талин филмскиот фестивал да го посведочи она што значи голем талент. Изненадување, токму од Косово да дојде можеби една од најтоплите приказни која што со голема леснотија зборува за темите што не интересираат денеска.
Именно бекемијаните треба да стапат во брак, но таа не е свесна дека тој е се уште влюбен во својот најдобар пријател Нол. Свадбата наближува и Анита и Беким се растрчани за последните подготовки за нивниот голем ден закажан за 2 седмици. Но поранешниот геј љубовник на Беким Нол ненадејно се враќа од странство. Нештата стануваат се по-комплицирани, особено откако Беким ќе открие дека Нол е се уште влюбен во него. Необичниот љубовен триаголник донесува низ непредвидени ситуации. Bravo! Ritaci lo inglese. Ciao Claudia. Çfarë bërtet? Nuk mundesh me met 7 zane vet. Nëse dikush do të më bërtit, unë do na me të bërtit ty, jo ti mu. Tani e takum Nolin edhe metëm kështu, për pa lidhje. Cili Nol? Nolin, pra, ai muzikanti që kish banu te jo? E ki kompliku vet. Çka tempo dok na unë ty shfalër që mkia? Мартеса на Блерта Зекири како едно заокружување на она за кое што можеме да зборуваме уште многу, можеме и примери други да побараме и ако дирнеме во кинематографиите од регионот и во нашата од многу порано има своевидни надзирање и подписиво пред дождот на Манчески во Gypsy Magic на Столе Попов. Меѓутоа, еве, се надам дека ова беше една илустрација на она за кое што сакавме да зборуваме и да акцентираме. Едноставно, доколку имате теми, во случајов овие за кои што зборувавме, хомосексуалноста, транссексуалноста, трансродовоста, не знаете како да се соочите, како да зборувате за нив, како некому да пренесете порака, тогаш искористете следната уметност, искористете го филмот, а во филмот искористете ги токму овие примери од нашите кинематографии, македонската и регионалните, за да можете на поблизок начин она што го знаете, а сакате да го пренесете, не знаете како да го отворите барем како тема. Дали успеавме и ние да го отвориме како тема, останува да слушнам од вас.